Опозицијата и денеска бара мерки за да се спречи ценовен шок по поскапувањето на горивата. ДУИ предлага да се ограничат маржите на основните прехранбени производи, да се намали ДДВ-то за период од 3 месеци, а минималната плата да се зголеми за најмалку 3500 денари, наместо законското усогласување од 1600. Апелираме до Регулаторната комисија за енергетика почесто да ги разгледува цените на нафтените деривати, најмалку 2 пати неделно. Имајќи предвид дека на меѓународните берзи веќе има значително намалување на цените. Секое доцнење на рефлектирањето на овие промени на домашниот пазар представува дополнителен товар за граѓаните и за бизнисите. Од СДСМ пак велат дека кога ВМРО ДПМН биле во опозиција, ветувале намалување на акцизите за горивата. А сега кога се на власт, одбиваат да го сторат тоа. Иако на светските берзи цената на нафтата се намалува, граѓаните на Македонија плаќаат поскапо гориво. Сите земји во регионот воведоа мерки за ограничување на цените на бензините, само владата на Мицкоски не го направи тоа. Очигледно Мицкоски свесно профитира на грбот на народот. Мицкоски вели најефтино гориво имало во Македонија. А што е со платите? Па проблем е што платите се најниски во Европа и куповната моќ на македонските граѓани е на дното. Премиерот Мицкоски рече дека владата ги има предвид овие мерки, но се разгледуваат и други опции, кои ќе се реализираат доколку има потреба од нив. Во овој момент нема таков предизвик кој што би го загрозил нормалното функционирање на системот, нити пак има индикатори кои што може да не изненадат. Се разбира, на дневна основа предизвиците се случуваат и ние ги анализираме. Ние, за разлика од опозицијата, имаме одговорност. Гледам дека се повикуваат на некои наши изјави во времето на опозицијата 2022 година, но апсолутно едната и другата не се споредливи, бидејќи тие изјави се давани после неколку недели, после неколку месеци на континуиран раст, а ние сега зборуваме за неколку дена од почетокот на кризата. А повисоки плати бара и Сојузот на синдикати. Оттаму повикаа на масовност на закажаниот протест за 600 евра минималец и раст на сите останати плати за 100 евра. Да ни се придружите во сабота во 12 часот и 5 минути од предработничкиот дом за да упатиме нова порака дека платите, минималната плата мора да се зголемат на сите. Дека платите во Македонија се мизерни, покажуваат и податоците на управата за јавни приходи, кои покажуваат дека 160.000 работници живеат со плата под прагот на сиромаштијата. Сметаме дека треба да излезете заедно со нас. Ако не ние сега, тогаш кој и кога? Од вчера дизелот се продава за 14,5 денари поскапо, а бензинот скокна за 5 денари. Во меѓувреме цената на нафтата на светските берзи почна да паѓа и поради тоа владата нема да прогласи кризна состојба. Премиерот веќе кажа дека и со вчерашното поскапување пак имаме најефтини горива во регионот. Нови цени Регулаторната комисија ќе утврди во понеделник. Мартин Арсов, Сител телевизија.